За да им овозможи на спасувачките служби да се подготват за било какво можно сценарио на несреќа и да ги симулираат силите што се јавуваат во најекстремните судери над она што може да се симулира со обичните тестирања на несреќи, Volvo неодамна презеде подеднакво екстремни мерки. За прв пат фрлени се неколку нови Volvo модели повеќе пати од кран, од висина од 30 метри. Овој пристап помогна да се создаде доволна штета за адекватно да се симулираат штетите пронајдени во најекстремните сценарија на несреќи како удар на еден автомобил со многу голема брзина, несреќи при кои автомобил удира во камион со голема брзина или несреќи при кои автомобилот добива сериозен удар од страна. Во вакви ситуации, луѓето во автомобилот најверојатно ќе бидат во критична состојба. Затоа приоритет е да се извлечат луѓето што е можно побрзо од автомобилот и да се однесат во болница, користејќи хидроулични алатки за спасување, познати во индустријата како вилици на животот. Специјалистите за екстракција често зборуваат за златниот час. Тие треба да ослободат и да однесат пациент во болница во рок од 1 час по несреќата. Обично спасувачите ги добиваат своите возила за обука од отпадите, но овие автомобили се често стари и до 2 децении и во однос на јачината на челикот, безбедносната конструкција на кафезот и целокупната издржливост, постои огромна разлика помеѓу модерните автомобили и оние изградени пред 15-20 години. И новите модели на Volvo се направени од едни од најтешките челици што се наоѓаат во современите автомобили. Ова го прави клучно за спасувачите постојано да ја ажурираат својата блискост со поновите модели на автомобили и да ги прегледуваат нивните процеси со цел да развијат нови техники на спасување. Со други зборови, овие сесии за обука може да значат разлика помеѓу животот и смртта. Така, на барање на спасувачките служби, Volvo реши да ги засили работите. Швеѓаните, како и останатите производители, судирањето на автомобили го прават само во лабораторија, но ова беше прв пат да се ослободат од кран. Очекувано беше дека ќе настапат екстремни деформации по тестот и тоа е сторено за да му овозможи на спасувачкиот тим вистински предизвик за работа и усовршување. Вкупно 10 различни модели на Volvo беа исфрлени од кран неколку пати. Пред падот, безбедносните инженери на Volvo направија точни пресметки за тоа колку притисок и сила треба да се изложи на секој автомобил за да се достигне посакуваното ниво на штета. Ова е најекстремниот тест за несреќа што некогаш го направил Volvo. Сите наоди од несреќите ќе бидат собрани во обемниот извештај за истражувањето. Овој извештај ќе биде достапен бесплатно за спасувачките служби, овозможувајќи им да имаат корист од наодите и понатаму да ги развиваат своите можности за спасување живот. Специјалистите за спасување често користат автомобили кои се демолирани во Центарот за безбедност на автомобилите на Volvo, за да ги усовршат своите вештини за сочувување на животи. На овој начин ќе ги подигнат вештините на уште повисоко ниво.